5 месеци откако дојавите за бомби ги празнат училиштата. Паниката, стравот, нервозата кои што се создаваат кај учениците, родителите и вработените во овие образовни институции, нема кој да ги надомести за овие 5 изминати месеци. Но како е најпаметниот начин да се надомести изгубената настава, изгубениот материјал? Во продолжение ќе зборуваме со претседателот на Сојузот на средношколци Лука Павиќевиќ. Ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од Добро утро секој утро. Ви благодарам и за поканата секако. Лука, како вие се чувствувате лично и како вашето опкружување, вашите пријатели, другари се чувствуваат? Дали се чувствувате безбедно кога одите на училиште? Можам да кажам дека досега немаше некои прашање од безбедноста, туку ако можеме да ако ја опишам состојбава со еден збор, ќе кажам се чувствуваме смачено. Односно сите се веќе уморни, навистина прекуглава им е дојдено од целодневните и секојдневните дојави за бомби и од фактот дека од октомври, од крајот на октомври веќе, скоро секој ден во некој училишта се губи настава и не само тоа, туку се прави дисрупција на нормалниот начин на живот, бидејќи нели си има некаков план направено за тој работен ден, за тој наставен ден, за тие часови, па можеме некој планирал нешто да прави после училиште, сето тоа се пореметува од таа дојава со бомба. Видовме што се случи во судот во Подгорица, значи дека и безбедносната ситуација, мислам дека тоа прашање ќе се врати веќе во мислите и во потсвеста на луѓето, бидејќи може од таа навика веќе што ја сторивме за дојавите на бомби, за тоа да се скрие нешто што е навистина опасно за сите, како што беше нели случајот во Подгорица. Така што дефинитивно мислам дека доминираат три емоции, односно треба да го разгледаме проблемот од три различни страни. Едната е секако образовната, другата е безбедността и третата е емотивната, односно колку сме ние подготвени да издржиме, да не се замориме од овие дојави со бомби, да продолжиме да живееме нормално, меѓутоа да ги имаме нужните безбедносни проверки. Кажете ми, дали веќе е време да им ставиме недоволен на државните институции, недоволен еден, со оглед на тоа што волку долго време не се презема ништо? Мислам дека да, дефинитивно. Тие велат дека нешто преземаат, меѓутоа дејството од тие дела и од тие мерки ние не можеме да го видиме. Ниту учениците, ниту родителите, ниту професорите, ниту па пошироката јавност. Дури мислам дека ни директорите на средните училишта не ги гледаат резултатите од така нареченото работење, бидејќи верувам досега ако некој навистина се заангажирал за од октомври, сега сме веќе март, да ги најде. Има повеќе сторители, тоа ни е јасно, од повеќе електронски адреси се праќаат дојавите за бомби, меѓутоа 1% од нив да беше најден, а не само два случаја со жената во Скопје и со детето во Кавадарци, кои што можеби не се нели одговорните лица за овие дојави. Така што државата историски се основала и почнала да постои кога заедницата веќе станала преголема и морало да има институција, морало да има сила која што ќе воведе ред и мир и ќе се осигура дека има правда во таа заедница. Тоа е основната обврска на државата. Образование, здравство, култура, тие се подоцна наталожени на тоа државно портфолио, дури 19 па и 20 век, мислам. Толку е кратко нивното постоење. Основната улога на државата од почетокот на незиното постоење е да осигура безбедноста и животот на незините граѓани. Тоа не се случува. Тоа забележуваме дека не се случува, изгубивте многу материјал од наставата. Долг период е, спред вашите статистики кои што ги направивте неодамна, во првото полугодие околу 10 наставни единици, поправиме доколку грешам, ова е произволно земено во зависност од секој училиште различно во зависност од тоа каде имало дојава за бомба. Имате ли некакви нови статистики во меѓувреме направено колку наставни единици се загубени? Може ли да додадеме нешто околу тоа? Па како што кажавте и вие, анализиравме дека од 26 октомври до 31 декември биле вкупно афектирани 10 недели од со дојавите на бомби. Во најлошите случаи во едно училиште се случувало да има 3 дојави за бомби неделно. Часовите по мајчин јазик, по македонски или во други седневи по албански и по турски јазик имаат застапеност од 4 часа неделно. Тоа им е фондот на часови. Во овие 10 недели, значи биле предвидени 40 часа, нели 4 по 10. Ако имало во тие 3 дена планирано час по македонски јазик и литература, а имало дојава за бомба, значи дека во најлошиот случај биле изгубени 30 од 40 часа. Тоа се 75% од наставниот материјал за второто тромесечие од првото полугодие. Дојавите за бомби
продолжија во второто полугодие. Жалам што ја немаме освежена статистиката моментално, меѓутоа за брзо време ќе ја освежиме, ќе направиме дополнителна анализа и ќе можеме повторно да излеземе со конкретна бројка колку од материјалот се губи и во второто полугодие од четвртата учебна година за мојата генерација средношколци. Лука, дојава за бомба не можеме да предвидиме, тоа е факт, но со оглед на тоа што кај нас стана секојдневие и некоја рутина, верувам дека вие како ученици и од основните училишта, ја што сум имала прилика да разговарам и да бидам во непосреден контакт со основци, велат дека и утре ќе има бомба. Веќе тоа природно доаѓа да се очекува дека ќе има бомба. Со оглед на тоа што е изгубена многу од наставата, не сакам да велам дека ќе биде изгубена, еве да не прејудицираме дека би било така и да не посакуваме, нели никој не посакува да има одново дојава за бомба, но како требаше, еве затоа ќе речам во минато време, како требаше да се постапи за оваа настава да не ја загубите вие, односно да не изгубите материјал и односно повторно ќе речам како би требало да се постапи за дали сте за онлайн настава или не? Дали е тоа решението во вакви ситуации или можеби постои поинаков начин? Ако треба да одговорам со еден збор, ќе кажам дека Сојузот не е за онлайн настава и ова е континуиран став дури од самата пандемија, бидејќи ние бевме единствената организација во земјата која што се држеше до тој став дека треба да има комбинирана настава, бидејќи видовме всушност во времето на пандемијата дека онлайн наставата не е ефективна и дека навистина се губи многу голем дел од часовите во таа неефективност, но и во некои училишта дури не се ни одржуваше онлайн настава. Тоа мора да го кажеме и понатаму Македонија не е многу богата земја, а знаеме дека имаат семејства кои што не може да си дозволат да си купат дигитален уред, лаптоп или телефон или компјутер, не може да си дозволат сметки за струја, пристап до интернет, така што ова се поголеми проблеми кои што го доведуваат во прашање членот од уставот кој што го гарантира правото на образование за сите, тоа е наше уставно право. Но во ваквите ситуации тоа што требаше да биде направено е да се најдат сторителите. Правосудниот систем се темели на одговорноста како начело и како принцип. Тоа значи дека ако некој стори кривично дело или има доволна индиција дека сторил кривично дело, преку правосудна постапка треба да се донесе до одговорност. Ние некако се навикнавме во нашата независност дека одговорност нема и дека секој може буквално да прави што сака без за тоа да биде казнет. Имаме веќе десетици луѓе кои што испраќаат дојави за бомби. Велам, ако се одстранство, повторно нашите државните оперативи се лимитирани, државната моќ е за тоа лимитирана, меѓутоа ако доаѓаат од Македонија, од нашата територија, тогаш во тој случај државата и како треба да ги спроведе под одговорност и да ги казни, за да може да се одврати праќањето на понатамошни дојави на бомби, но не бидат инспирирани другите дека може да се праќаат лажни дојави за бомби, а при тоа да не бидат казнети. Гледаме каква опасност може да создаде и кај луѓето кои што веќе имаат некакви замисли за терористички дела, бидејќи еве во Подгорица некој цело време гледал дојави за бомби. Да, се инспирирал буквално и фрлил бомба на основниот суд, така што дефинитивно се создава проблем. За образованието конкретно првата работа што требаше да биде направена се најде кој ги праќа тие да биде сносена одговорност за истите. Понатаму втората работа беше да се обезбедат физичките згради на училиштата за да може да има непречен наставен процес. Дали тоа ќе вклучува редовни проверки, па додека трае проверката за бомба, професорите и учениците да бидат ставени на безбедна локација надвор од училиштето во некоја државна институција, таму да почекаат, која што е нели блиску до училиштето, и по проверката дека нема никаков експлозивен материјал, да се вратат нормално на часови, а втората смена, односно нели првата смена да се пролонгираат за саат, два, колку ќе им биде потребно да се изврши таа проверка. Или пак да се обезбеди 24 часовно обезбедување на училиштата. Знаеме дека тоа не е пријатно никому, не сме навикнати нели на такви ситуации, меѓутоа има држави кои што имаат многу похронични проблеми со безбедноста на училиштата, конкретно Соединетите американски држави, каде што тоа е веќе станато секојдневие. Никој не посакува тоа да биде и тука во Македонија, но ако веќе таква е ситуацијата, апсолутно е дека безбедноста и правото на образованието треба да бидат ставени на еден соодветен пиедестал. И веќе ако овие две работи не можеа да бидат, нели пошто говориме во минато време ако се уште трае, ако не можеа да бидат обезбедени, тек тогаш требаше да се размислува за онлайн настава како замена на наставниот процес во училиштата каде што ќе има дојава за бомба, бидејќи нели нема онлайн настава на територија на целата држава, туку има само во училиштата кои што се афектирани дојавите за бомби, претежно во
главниот град на Македонија. Со оглед на тоа што околу онлайн наставата од сите страни веќе слушаме дека не се согласни. Не сум ни чула некој дека се согласува, можеби се ретки тие кои што би рекле дека е во ред онлайн наставата. Дури и министерот за образование нели се изјасни дека смета дека не е добра опција. Дали вие како сојуз некако се конектиравте со нив, изнесовте црно на бело ваши предлози и ставови, како вие како ученици сакате да се однесуваат со вас во вакви ситуации? Многу ми е мило што пред се јавното мислење е веќе дефинирано дека е против онлайн наставата, меѓутоа за жал морам да кажам дека тоа е многу доцен заклучок, бидејќи ние од секогаш предупредувавме и говоревме за нејзината неефективност. Добро е што се освестивме, меѓутоа доцна се сетивме. Што се однесува до предлозите и Министерството, да, имаме комуникација со МОН и преку јавноста и преку официјалните канали на комуникација и кажуваме тоа што го кажуваме во јавноста, го кажуваме и ним, дека најпрвен треба да има обезбедување на зградите на училиштата и нормален наставен процес, понатаму да се размислува за онлайн настава како дополнителна настава да се надополни тоа што беше загубено во првото полугодие. Сега не знаевме за тоа што се случило во Подгорица. Повторно ќе кажам, не дај Боже таква состојба да имаме и кај нас во Македонија. Спремни сме да ја прифатиме онлайн наставата, меѓутоа само по тие околности. Досега, фала Богу, не сме се довеле до ситуација да имаме вистинска бомба во училиштата. И повторно ќе кажам, не гледам зошто досега не можевме да ги запреме дојавите и не можеме, пак користам прво лице множина, меѓутоа за целата држава и општество, не можевме да ги обезбедиме училиштата на едно достојно и пристојно ниво. И за самиот крај, од 2021 година си на кормилото на Сојузот на средношколци и тогаш имаше прекини на наставата поради пандемијата. Тогаш се соочи со предизвици уште од самиот старт кога застана на чело. Имаше програма со која што се представи, убави планови, имав можност да ја прочитам. Успеа ли да изреализираш нешто од програмата и дали овие дојави за бомби ти попречуваат во реализирањето на твоите планови за подобар живот на учениците во Македонија? Апсолутно дека го попречуваат и дека се немели случаи, бидејќи наместо да се фокусираме на тоа како да го надоградиме образованието, ние гледаме дека всушност губиме нормален наставен процес кој што треба да биде континуиран и да нема прекини. Повторно ќе кажам, мило ми е што успеавме со давите на бомби да покажеме дека како организација сме навистина принципиелни и дека сме против кој било прекин на наставниот процес, било тоа пандемија, било штрајк, било продолжување на зимски распуст или продолжување на почетокот на учебната година, бидејќи тоа е став кој што ние искрено го делиме како Сојуз за средношколци. Во однос на програмата, првиот приоритет успеавме да го изреализираме, тоа е да ги вратиме учениците конечно во ученичките клупи, иако и тоа е некако вабаво, успеавме тоа да го направиме. Не по ваша вина, да. Другите два приоритети кои што беа, односно Законот за средношколска демократија и Законот за бесплатен и праведен превоз за сите средношколци, од наша страна ги напишавме, ги дадовме на собранието кој што треба да ги разгледа и повторно ќе апелираме и очекуваме тие да бидат донесени до крајот на оваа учебна година, бидејќи ние како Сојуз самите ги напишавме тие законски текстови, тие се подготвени политики кои што можат уште од утре да бидат имплементирани. Моментално работиме и на шестиот програмски приоритет, кој што е всушност воведување на граѓанско и финансиско образование во средното образование. Имаме интерна работна група која што подготвува еден многу детален и рафиниран предлог. Во јавноста ја промовиравме идејата за општествено-хуманистичка и за јазична гимназија. Не верувам тие да може да бидат отворени до јуни, но добро да се пласира идеја во јавноста. За менталното здравје спомнав дека имаме веќе активности планирано. За жал остана една точка која што е горливо прашање на македонскиот образовен систем, а тоа е нереалноста на оценките, односно не секоја оценка е заслужена, имаме корупција во самото образование, така што ќе остане на следниот претседател или претседателка да го решаваат и тој проблем. Благодарам. Ви благодарам и вам.